И по 60 дена од трагичниот пожар во Кочани, тимови на лекари ги лечат раните на повредените деца. Во моментот околу 40 лица одат на физикална терапија во болницата во Кочани, а преврска се прават на повеќе од 70 лица. Директорката на општата болница Кочани Кристина Серафимова вели дека лекувањето на повредените им е поделено на 3 категории. Децата кои што беа жртви во пожарот што се случи пред 60 дена, се веќе во Кочанската болница, тие што се вратени и тие кои што беа тука, што не беа надвор од Македонија, се врши физикалната терапија, на 3 места се врши, долу на одделот за физикална, горе на хирургија има специјално соби, 2 направено, едната на неврологија, другата на хирургија, каде што можат да се нашите тимови рехабилитациони да вршат рехабилитацијата на децата. За да не се ствара гужва, им се јавуваат за да доаѓаат и да не чекат многу пред ординациите. Инаку, истовремено се прават се уште преврските на децата кои што се со изгореници, кои што беа вратени исто од другите држави, се прави од страна на 2 хирурзи во Кочанската болница, 4 инструментарки и дополнително тимови од пластична хирургија. Со повредените пациенти во Кочанската болница исто така работат и тимови од физикалната медицина, како доктор-специјалист по физикална медицина од клиничка болница Штип, заедно со уште 3 терапевти исто од таму. Со повредените работат, еден специјалист по физикална медицина со 3 физиотерапевти кои што имат завршена обуката која што минатата недела заврши, а беше од Светската здравствена организација и од британскиот конзулат, плюс дополнително доктор специјалист по физикална медицина од клинична болница Штип и 3 терапевти од истата болница. Околу 40 деца кои што одат на физикална терапија, а преврски се прават на повеќе од 70 лица. Според лекарите од Кочанската болница, за целосното оздравување на пациентите ќе биде потребно подолг временски период, а најмалку што може 12 месеци. Подолгиот период до оздравувањето е поради тешките изгореници.